Вечерва ќе завршиме со Јован 9 глава, а од следната сабота не знам што Господ даде. Ќе видиме како ќе ме води духот понатаму, но само се подсетиме која беше на некој начин главната мисла од минатата епизода од Јован 9 глава со слепородениот, а тоа е дека го гледаме постојано оној контраст во таа глава меѓу слепородениот и фарисеите од друга страна. Слепородениот кој што бил слеп, а Господ му ги отвара очите и физички, ќе видиме вечерва и пред се духовните очи, а од друга страна фарисеите кои што се со, кој што кажавме, очи широко затворени. Минатиот пат се прашував како да ја насловам темата, немав баш некој наслов се уште доека ја предавав од ова место, потоа си реков, ја насловив како толку едноставно, а толку тешко. И се мисли повторно на тој контраст, колку едноставно е спасението, гледајќи го слепородениот, а колку е тешко од друга страна кога ги гледаме фарисеите. Слепиот е едноставен, ја препознава својата потреба, тоа е она можеби главна мисла што беше од минатиот пат, ја препознава својата потреба. Јасно му е што му треба. И во однос на физичкиот вид, секако на сите им било јасно, па и на него самиот, дека му е потребен вид. И она што го гледаме кај него е лесно го прифаќа лекот во оној разговор и она комуникација со Исуса што ја има, а од друга страна фарисеите немаат потреби, не ги препознаваат своите потреби, односно они спаѓаат во онаа група во која што спаѓаат и лаодикејците, она страшна состојба, ништо не ми треба, јас сум си супер. Јас сум си окей и ништо не ми треба. И за таквите Господ нема што да понуди, освен ги чека суд на крајот, како што на самиот крај од главата, и Исус им го упатува судот на фарисеите. Но вечерва ќе ја видиме таа чудесна трансформација што се случува кај слепородениот и повторно во контраст со постапките на фарисеите, нивната состојба. На почетокот од главата, овој слеп човек беше питач. Без надеж за подобар живот. Значи, немал поим за Исуса, може слушнал нешто, ниту пак барал некаква помош за својата состојба, затоа што, како што и самиот ти каже, кога се случило да некој му отвори очи на слепороден. Така да, воопшто не се наделал во тогашно време дека може да се случи да му се промени животот во тој смисол, а со враќањето на видот и тоа како огромна разлика ќе се случи во неговиот живот и веројатно помирен со својата судбина, едноставно освен што просејки, значи ете тоа е, значи немал никаква не барал никаква помош едноставно затоа што се помирил со својата судбина, да, освен значи, што просејки доаѓал до некој денар за да обстане во животот. Но до крајот на главата имаме еден сосема поинаков човек. И тоа само заради она што Исус го сторил во неговиот живот. И тоа направил повеќе нешта, значи физички му ги отворил очите, тој и духовно ќе му се отворат очите, се ја разбрал вистината за тоа кој е Исус и радо го прифатил, станал негов вистински поклонител, значи вистински Божи поклонител, во дух и вистина, како што Исус и се обраќа на собрањанката во 4 глава Јован, и го зграбил вечниот живот. И неговиот живот доживел тотална трансформација во оваа глава и затоа можеби Господ овозможил да ова чудо опфати цела една глава во ова прекрасно Евангелие, најубавото на Јован.
за да научиме ние многу нешта од оваа глава. И сега вечерот ќе сакам малку подлабоко да погледнеме, да видиме како овој човек своеволно ги признава своите потреби и како се менува, се трансформира. И како Исус го променил во секоја област во која што всушност тој и имал потреба. Прво, факт е, тоа веќе го видовме неколку пати, беше слеп, а сега гледа. Интересно, од овие некои стихови произлегува и она неверојатна композиција, Amazing Grace, познатата. Во Јован 9:25, тој самиот го исповеда тоа, значи, кога му велат фарисеите дека Исус е грешник, а тој вели, не знам дали е грешник, но едно знам. А што знае? Она што е јасно како ден, значи, дека бев слеп, а сега гледам. Се разбира, нели, ова го мисли во физичка смисла, но ако погледнеме во духовна смисла, фарисеите би требало да дадат едно вакво едно признание, но тие одбиваат да ја признаат својата слепотија. И нема кај нив никаков исповед во тој правец. И ако читаме во контекст, знаете, видовме, уште мислам на првото излагање, дека човекот овде се користи со сарказам, слепиот. И еве читаме 24 стих од Јован 9 глава, вели, тогаш повторно го повикаа човекот кој беше слеп и му рекоа, прослави го Бога. И внимавајте сега фарисеите од друга страна. Ние знаеме дека тој човек е грешник. Со сета сигурност фарисеите велат за Исуса, ние знаеме дека он е грешник. Од каде име оваа сигурност? Врз кои докази и факти ја засноваат ова нивна сигурност? Но факт е дека... Молам? Но факт е дека тие не знаеле дека Исус е грешник. Се задржам на тоа, ти велат, ние знаеме. Ова е едно чисто лажно обвинување всушност. Но знаеме за Исуса дека, далеко од тоа дека бил грешник, ако Исус беше грешник, тоа е тешко нам. Што читаме во Евреите, познати стихови, Евреите 7:26, да речеме, нели, кај што вели, зашто таков правосвещеник не требаше каков? Свет, невин, непорочен, одвоен од грешниците и повозвишен од небесата. Одвоен од грешниците. Свет, невин. Или 4:15 исто Евреите. Зашто немаме правосвещеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој беше искушен во секако и нас, освен греф. Или 1 Петро 2:22, познатиот стих. Тој не направи греф и лага не се најде во неговата, измама не се најде во неговата уста. Всушност, во предходната глава, 8 глава, Јован 46 стих, тој ги предизвикува фарисеите на ова поле. Што им вели? 8:46 Јован. Кој од вас ме обвинува за греф? Ги предизвикува. Ако ја зборувам вистината, потоа нели додава зошто не ми верувате. Дали посочиле тие некаков греф кај него? Не можеле да најдат ништо. Да, тоа за саботата, меѓутоа видовме дека веднаш брзо се повлекле од тој аргумент, па преминале на друг, затоа што едноставно немале докази, немале сигурни докази дека тој е грешник, а внимавајте, тие тврдат дека тој е, знаеме дека тој е грешник и сакаат да го убедат и слепиот во тоа нешто, слепиот кој што го прогледал. И не можејќи ништо да посочат, се послужиле со навреда. Ти имаш бес во Јован 8 глава, се сеќавате која прочувавме. Ти си демоно обседнат. А пазете, тоа се тие фарисеи кои што имале за цел да го истражат чудото на овој слепо роден, и имале мноштво на докази дека е вистинито. Значи самиот човек тврди, ги викаат родителите го потврдуваат тоа, комшиите негови, сите оние кои што го познавале, па и самиот факт што гледа пред нив. Тоа е непобитен доказ. Но ништо од тоа не било доволно за нив и тие тоа го отфрлија, а од друга страна немаат никаков доказ дека Исус е грешник, а тие велат ние знаеме дека Исус е грешник.
Забележувате ли со какви луѓе всушност Исус имал работа? Често пати, значи, во Евангелијата ги гледаме тие судери. Во какво слепило биле втурнати овие луѓе? Тоа биле црковни водачи, значи, теолози на тоа време. Луѓе кои што сметале га се знаат, тоа ќе го погледнеме малку подопак. Значи, од една страна имаат мноштво на докази, никој не може да го побие чудото, а тие го отфрлаат, затоа што не може да го смислат Исуса. А од друга страна немаат никаков доказ за Исус дека е грешник, а тие велат, знаеме дека е грешник. Страшно. Затоа човечкото мислење воопшто не е меродавно, а често пати знаеме да губиме време многу по такви работи. Ке слушаме некоја гласина, нешто, некој муавец. И па што? Што е поважно? Што Господ мисли за вас или што луѓето мислат за вас? Со тоа ли ќе се занимаваме? Па секојаш ќе се најде некој кој што ќе мисли нешто негативно за вас. Тоа на времето многу го слушав Џон Гросбол, ја не го знае, кој што беше, не знам сега дали е, меѓутоа, па да, Миле Павлович, нели, таму малку работеше на почетокот кога се одсели во Америка, во неговата служба, беше основач на тие така наречени кукини или домашни цркви. И ми беше професор и знаеше да каже, кога се занимаваме со оговарање и кој што рекол за вас, и тоа вика бркање на ѓаволските кучиња. Се занимаваме со бркање на ѓаволските кучиња, што тоа не е воопшто наша работа. Човечкото мислење, па секој ќе се најде ќе каже нешто лошо за вас или ќе изврти работи. И сега видите што им вели слепиот, како им се обраќа. Повторно 25 стих, дали е грешник, јас не знам. Едно знам, дека бев слеп, а сега гледам, како да вели. Тука некој друг е слеп. Вие сте слепите. Вие отфрлате, тврдоглаво одбивате да го видите она што е очигледно, она што сите го гледаат. И ова било еден страшен укор за нив, значи со сарказам им се обраќа. А пазите, немал никаков поим, од никакви доктрини, ништо не знаел, ништо. Што знаел? Само едно, она што му се случило непосредно, значи предходно. Бев слеп, сега гледам. Тоа е факт, тоа е непобеден факт. Најсрекниот ден, најсрекниот настан во неговиот живот, нешто што тотално ќе му го смени животот. А овде си има работа со тврдоглави водачи, теолози. Меѓутоа тој не сакал, бил едноставен, не сакал, нити па можел да се впушта во некакви теолошки дебати со нив. Меѓутоа, од друга страна, не дозволувал да му биде порекнато она што тој со сигурност го знае. Јасно му е дека тие се обидуваат да го порекнат она што е очигледно и вистинито, но без оглед на тоа они што прават, тој знае повеќе од нив, тој ја знае вистината, она што е факт, дека бил слеп, а сега гледа. И забележи дека Исус, кога се среќава со него по втор пат, всушност прв пат кога овој го гледа, тој делува дека не е задоволен само со физичкото отварање на неговите очи, туку свесен дека уште нешто друго повеќе му треба. Спремен е да прима уште светлина. Тоа е таа едноставност кај него што воодушевува и едноставната вера што ќе ја видиме исто. Значи свесен дека има уште потреби и во 35 стих кога Исус му вели, веруваш ли ти во Синот Божи? И, знаете, тука мнозина може би рекле, отворени му се очите, она што највеќе може би го посакувал секојаш, не ми треба ништо повеќе, значи јас се гледам, се имам, ништо повеќе не ми треба, се е супер, но тој не е таков. Прогледал, но е свесен дека има уште потреби. Значи не само физички потреби, Господ еви кога исцелувал, може ќе ја тргне болеста, меѓутоа оние духовни потреби се уште побитни. Целосно исцелувал. Свесен е слепиот дека нешто повеќе му треба и му одговара во 36 стих, а кој е тој Господине, за да верувам во него? Кој е? Много едноставно. Уште што треба? Кажи ми што треба. На некој начин признава дека се уште не прогледал целосно во духовна смисла.
И повторно ова е во целосен контраст со фарисеите. Тие многу добро знаеле кој е Божиот син, но биле решени да едноставно не признаат, значи противставеност со него целосно. Не сакале да ја признаат таа своја духовна бедотија, за разлика од него, кој што е толку едноставен. И сега втора работа, што ја гледаме овде, тој бил неук, но сега знае. И тоа го гледаме низ целиот наратив овде во 9 глава. Значи, кога најпрвен го прашувале како прогледал, што одговара? Оно што го знае, он не кажува нешто што не знае, или не знам сега се прави дека знае нешто. Што било многу присутно кај фарисеите. Во 11 стих од 9 глава, човекот кој се вика Исус направи кал, ми ги намачка очите и ми рече оди во Силоамската бања, измий се, јас отидов, се измив и прогледав. Тоа е тоа, што го знае и тоа го кажува. Многу едноставно. Потоа пред фарисеите што вели? 17 стих, кој го прашуваат и тие. Што велиш ти за оној кој ти ги отвори очите? А тој рече пророк е. Значи, видите, први, тоа го спомнав и порано. Значи, човек, па сега го вика дека е пророк. Значи, прво немал поим кој е Исус. Но потоа размислувал и сватил дека не е само обичен човек. Овој му ги отворил очите, овој направил најголемо чудо. Па смета дека е пророк. За потоа здравиот разум да му каже дека Исус не може да биде грешник. Иако многу едноставен, значи одговара. Нема он сега некои докази и затоа вели, не знам ја дали е грешник. Че видите, многу едноставен. Тоа што не го знае, ќе каже дека не го знае. Ама вие гордите, они се знаат. Нема шанси он такво нешто да каже. Они се знаат. Кој знае колку пати дебатирале за некои и небитни теми, како што денеска се случува меѓу теолозите. Нешто што е толку небитно, а тие кршат копија околу тоа, се расправаат. Не знам дали е грешник. И низ целиот наратив тој отворено го признава своето незнаење. Кажува едноставно што знае, а од друга страна го признава своето незнаење. Никојаш не се фалел со знаење кое го немал. А фарисеите, кои што кажав, се знаеле тие биле се знаени. Потоа, значи, она што го кажува што се случило со него. И во 15 стих фарисеите кои го прашуваат пак вели, ми стави кал на очите, се измив и гледам. Тоа е тоа што го знам. Кажува едноставно голи факти. Дали забележувате колку е едноставен? Нешто што од секојаш мене ми сметало, а барем кај оние што добро ги познавам, значи. Зошто мора да се драматизираат некои работи? Зошто мора да се додаваат работи? Кажи го така како што е. Кажи ги голите факти. Што имаш потреба од тоа? Да драматизираш. Некој се случува дури на таа молитвена група, да ви кажам. Драматизираат некој настан, некој случка, леле, не знам, човекот умира, готов е. Нема врска. Барем тие што ги знам, значи тие што знам, кои што може нешто да напишат тамо, кои што се, не знам, може би затоа што се паничери, може би затоа што сакаат малку сензационално тоа да го направат. Не бе, човекот е едноставен, тоа што го знае, тоа го кажува, голи факти кажува. Нема потреба од додавање, или ќе испадне ќе сака да каже искуство, па ти ако сакаш да кажеш искуство, да го прославиш Бога, ќе го кажеш автентично како што е. Нема тука украсување, нема тука додавање. Чива слава бараш тогаш, кога го представуваш чудото, не знам, или искуството така да ти се чудат тебе, да речат, леле, види Господ како работи во неговиот живот. Всушност тоа е вид на манипулација. Тоа ништо друго не е. Човеков е едноставен. Нема што да драматизира. Голи факти, тоа се фактите, тоа што го знае, тоа го кажува. Едно знам. Го подпрашуваат, вака така, едно знам, тоа го знам, тоа што го знам, тоа е тоа. А фарисеите уживале да импресионираат со големи зборови, со филозофски мисли, аргументи, а нели тие се сезнаени.
Но вистината која што спасува е едноставна. Има еден интересен стих во Исаија 35:8. Исаија 35:8 вели: и таму ќе има друм, сега читам во ревидираниот, таму ќе има друм или пат. На времето како мало онаа песната народна подрум одам, мајко, подрум шетам. Ја мислев дека во подрум одам. Така го сваќав тоа како мало во подрум. Подрумот, да, по патот. Сега си кам како е во подрумот ќе шеташ. Многу ќе се нашеташ. Во 2 на 2, во темница. И таму ќе има друм и патот по него ќе се нарече свет пат. Нечистиот нема да оди по него, тој ќе биде само за светите. Сега внимавајте, оние што одат по тој пат, дури вика и неискусните, или во Константинов вели глупавите, нема да се загубат. Да. Едноставно е спасението, значи, вистината која што е спасува многу едноставна. И нели еве, може да читаме Матеј 11:25. Те прославувам Оче Господи, во тоа време, значи, откако продолжи Исус вели, те прославувам Оче Господи на небото и на земјата, зашто си го скрил тоа од мудрите и разумните, а си им го открил на децата. Слепиот е тука како мало дете, за мене. Многу едноставен. И да не читаме Коринќаните таму, кај што, нели, Господ го избра она што е безумно пред светот, за да ги посрами мудрите и така натаму. Забележите сега, кога овој човек го гледа Исуса за прв пат, тој повторно јасно го нагласува своето незнание. Значи, вели, кога Исус му вели, веруваш ли ти во Синот Божи? А тој ќе каже, а кој е тој Господине за да верувам во Него? Значи, јас би верувал, ама не знам кој е. Повторно едноставен. Тоа што не знае, не знае. И Исус сега му ги отвора духовните очи, за да го види Божиот Син. Исус му рече, си го видел, кој зборува со тебе, тоа е, со други зборови, јас сум тој. И овој едноставно, верувам, Господи, и му се поклони. Колко е едноставно спасението. Прво за Исуса вели дека е човек, за да свати дека веројатно е пророк, за да на крајот го види Бога во тело, фактички, отелотворен. И едноставно паѓа, му се поклонува и му служи. Тоа е искрена вера, едноставна вера. Инстант вера, може да кажеме кој овој човек. Без никаква задршка, без никакви други докажувања тука или слично. Не, едноставно. Човекот како што наеднаш Бог ќе му ги отвори, значи, физичките очи, наеднаш му ги отвори духовните очи. Ама затоа што тој е спремен. Тој ги чувствува, ги препознава своите потреби, спремно го прифаќа она што доаѓа од Исуса, значи светлината, вистината, и тоа е тоа. Може би некојаш ние во нашиот духовен живот сме имале некои такви искуства каде што инстант Господ ни ги отворил очите за да разбереме некоја вистина или нешто во нашиот живот. Било од Библијата, било од нашите лични искуства и така натаму. На крајот исто, и ова е многу забележливо, ова е наистина фантастично. Човекот бил отфрлен, а сега има своја припадност, сега чувствува дека припаѓа некаде. И тој цел живот бил отфрлен. Заради хендикепот на почетокот, како прво, бил приморан да преживува, да живее едноставно со тоа што ќе проси. И цел живот му зависел од сожалувањето. Тоа, колку ќе го сожалат и колку ќе му даде. Како што знаете, има просјаци, денеска, меѓутоа многу од нив повторно манипулираат, денеска во наше време многу се манипулира. Кој колку ќе му даде? Тоа е неговиот живот. Во темница. Во моментот кога прогледал, сега е друг човек. Не може да го препознаат, може би затоа некој. Насмеан целиот, друг лик, знаете.
Сега нема никаков хендикеп, сега може да побара нормална работа. Да биде како секој нормален свет. Нормален човек. Меѓутоа, или нели за тоа, и со тоа на тој начин да не биде веќе во отфрлените. Меѓутоа, што се случува? Но пред воопшто да има таква шанса, за да започне некој нормален живот, тој доживува таков страшен удар, фарисеите му го загорчили уште повеќе животот. И изфрлен е од црквата, од синагогата, повторно отфрлен. А тоа знаете што значило во тоа време. Да, го исклучија. Никакви ништо, значи, бетер од незнабожците, нема нема ни да го закопат на гробишта, ништо. Замисли каков удар. Го допрел дното сега, би рекол. Таман прогледал, видите што му се случува во животот. И пазите, ако се сетиме на стравот кој што постоел во тоа време од јудејците, нели, дека секој оној кој што ја признае Христа за Месија, дека ќе биде изфрлен од црква, од синагогата. И сега може да замислим овој човек колку е храбар. Неверојатно храбар. Многу похрабар и од нас. Не можело ништо да го запре. Значи, минатиот пат кажав, тој гледа, тој е пресреќен. Што сакате правете, исклучете. Не, што сакате правите? Може би ние некој сме доживеале и доживуваме, може би да бидеме отфрлани, дури заради вистината и од собствените, од нашите, значи во домот. Може би тоа е цената која што треба се плати. Меѓутоа, видите што добива. Отфрлене од една страна. Меѓутоа, што добива слепиот? Што е она што го добива од Христа? Физички вид првен добил. Знаење, тоа најголемото знаење за Бога. Значи, го препознава Исуса како Син Божи, како Бог. Жива вера. И сега на крајот добива целосна прифатеност во Божито царство. Ништо друго не е битно. Значи, од една страна го изгубил пријателството со светот, ама станал Божи пријател. Го изгубил одобрувањето од фарисеите, од црковните водачи, ама го добил благословот од Спасителот. Во секој смисол може да кажеме дека преминало од темнина во светлина. И нели вели во 1 Јованово, не чудете се, браќа, ако светот ве мрази. А во Јован 15 глава, ако светот ве мрази, знаете дека мене ме мразеше пред вас, вели Исус. Ако бевте од овој свет, светот би ги любел своите, но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Познати зборови. Или Лука 6 глава 22-23, блажени сте кога луѓето ќе ве замрзат и кога ќе ве одделат и ве похулат и ги отфрлат и го исфрлат вашето име како лошо заради човечкиот син. Радувајте се во тој ден, ликувајте, зашто ете голема е вашата награда на небото. Вие сте во добро друштво, со други зборови, зашто нивните татковци им правеа исто така и на пророците. Значи, голем благослов е да бидеш намразен или отфрлен од фарисеите, ако тоа значи да го пронајдеш Спасителот, што тоа се гледа во животот на овој слеп човек. И не е важно кој не ве прифаќа, ако Бог ве прифаќа. Апсолутно не е важно кој не ве прифаќа, од кого сте отфрлени. Ако Бог ве прифаќа, тоа е сосема доволно. Не е важно кој ве мрази или кој не ве сака, ако Бог ве сака. Тоа е најважното. Што ве Псалм 103:6 во Константинов, Псалм 103:6 стих, Господ прави праведни дела и на угнетуваните им ја враќа правдата. Токму тоа Исус го прави во овој случај со слепиот. Или во ревидираниот превод истиот псалм вели, Господ им дава милост и правда на сите угнетени. Бог го утешува угнетениот овде, а од друга страна ги суди угнетувачите. Внимавајте, што им вели 39 и 40 стих од Јован 9 глава, јас дојдов на овој свет за суд, а да прогледаат кои не гледаат и за да ослепат кои гледаат. Некои од фарисеите кои што беа со него го чуја, тој му рекоа, да не сме и ние слепи, сега повторно на ароганција. Ти ли бе ќе ни кажеш на нас, како што му велат на слепиот? Сиот си роден во греови,
А овде, да не сме и ние слепи? Ние што се знаеме, ние водачите, ние докторите, магистрите, ние ли сме слепи? Да. И Исус овде јасно им кажува дека во суштина тие се исклучени. Не слепиот. Тие се исклучени од Божјото царство, самите се исклучили, со својата ароганција, со својата тврдоглавост, непопустливост. Тие истите што го нарекуваат него грешник, тој нив ги исклучува. Што им вели 41 стих, да бевте слепи, немаше да имате грев, но сега велите, вие така тврдите дека гледате, затоа греот ви останува. Значи да може да се го видат гревот, може ќе се покаја, ќе им беше простен, меѓутоа не, заради нивната арогантност тие, нели велат, јасно гледаат, за таквите немало надеж. И затоа Исус изрекува суд. Значи во суштина тие се тие кои што го исклучиле човекот од синагогата, Исус нив ги исклучува од Божјето царство. Последен пат кога во својата земска служба на земјата, кога го напушта храмот, како им се обраќа Исус во Матеј 23:38? Еве ви го оставам, вашиот дом пуст. Алудирајќи на храмот, нормално. Значи, искажал ихавод. Значи, што значи оној називот на името на на снаата ли беше на Илија свештеникот, така нешто. Ихавод, што значи славата си отиде од Израел. Да. Тоа е тоа. Тие го исклучуваат него од синагогата, а Исус не ги исклучува од Божјото царство. Евангелието, речта Божја, вистината, како што вели Павле во 2 Коринќаните 2:16, на едните е смртен мирис за смрт, а на другите животен мирис за живот. Во која група ние припаѓаме? Гледате тие како ја отфрлаат светлината. Гледате, тие се во групата на оние кои што велат на нас ништо не ни треба. Каква ароганција, гордост. Тие си совршените. На нив ништо не им фали. Во суштина биле слепи. Тие биле слепите. Дали ги гледаме, повторно се поставува на крајот прашање, и ги препознаваме нашите потреби, или пак велиме ништо не ми треба. Тоа е клучното, можем да кажем од целата оваа глава. Слепиот е, пак ќе кажем, едноставен од една страна, прогледал и физички и духовно, и му се поклонува на Исус, го прифаќа како свој спасител, и тој е спасен. Господ Исус му дозволува да влезе во Божјото царство, така се изразам. А од друга страна, оние за кои што сите сметале дека треба да бидат спасени, верските водачи, теолозите, тие се исклучени, самите се исклучили од Божјото царство. Многу е битно дали сме на ова или на другата страна, па затоа една единствена желба е и моја, и верувам на сите нас, ако случајно очите ни се затворени, тоаш Господ нека ни ги отвори, да знаеме каде и по кој пат чекориме. Спасението е едноставно, но е толку тешко и сложено за оној кој што е горд, оној кој што мисли дека се знае, оној кој што не ги препознава своите потреби. Господ навистина не може многу да стори, односно не може ништо да стори за таквите. Се сеќавате пораката до Лаодикеја. Мисли дека е богат, се збогатил дека ништо не му треба, а всушност му треба многу што. И чука на вратата, на која што, баш денеска Свјани нешто спомнавме, оние сликари, сте видели таа слика кај што само од внатрешната страна на вратата постои квака, надвор нема ништо.
Исус нема да влезе насила да отвара. Не. Ако ние се одзвиеме на повикот, го слушнеме чукањето, ги слушнеме и сватиме нашите потреби, ќе му отвориме и тој ќе вечера со нас. Меѓутоа, ако не, не. Тоа почитува слободната волја. Господ нека ни помогне, живееме во последни времиња и навистина треба да сме високо самокритични, секојаш да се гледаме во огледалото, не само на физичко, и да знаеме на што сме. Ништо не ни помага ако пред луѓето се правиме дека сме нешто, а во суштина на крајот Божјето мислење е она кој што е меродавно, а не што ќе кажат луѓето за нас. Нека му е слава на Бога. Амин.